Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот отец Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, пошто еве во понеделник ќе го празнуваме големиот празник Сретение Господово, оваа прилика сакам да искористам да позборуваме малку за значењето и големината на овој голем празник. Драги браќи и сестри, според Мојсеовиот закон било предвидено секоја жена што ќе роди машко дете да се смета за нечиста 7 дена, а уште 33 дена таа воопшто не смеела да дојде во допир со ништо што е свето, ниту пак да го посети храмот. Пресвета Богородица, која немала потреба од очистување, бидејќи преку действеното зачнување и раѓање ја осветила својата утроба, но заради исполнувањето на законот, после навршувањето на 40 дена, го посетила храмот и го принела својот син пред Господа. Во тоа време, како што сведочи евангелистот Лука, во Ерусалим живеел праведниот старец Симеон, кому му било ветено дека нема да ја види смртта се додека со своите раце не го прими Спасителот на светот. Воден од Светиот Дух, тој влегол во храмот и токму во мигот кога Пресвета Богородица го донела младенецот Христос за да го принесе пред Господа, тогаш Свети Симеон изрекол прознатата фраза: "Сега го отпушташ својот слуга Владико", и пророштво дека нејзиниот син ќе биде за паѓање и подигање на мнозина во Израелот и знак против кого ќе се говори, а се вели и на тебе самата, меч ќе ти е прободе душата, за да се откријат мислите на многу срца. Празникот Сретение Господово влегува во бројот на 12 големи празници, но не Господови, туку богородични празници. На тоа укажува и неговото обележје дека ако се падне во недела, тогаш воскресната служба не се заменува со службата на празникот, како што е карактеристично за Господовите празници, туку се пее заедно со неа. Овој празник има еден ден пред празненство и 7 дена после празненство. Празникот Сретение Господово започнал да се слави прво во Ерусалим и тоа кон крајот на 4. век. Како 40-тиот ден после Богојавление. Преданието пак вели дека се славел со огромна свеченост и со најголема радост, исто како за Пасха. Значи, во почетокот тој имал едно локално обележје, но подоцна, како што сведочат изворите, постепено се пренесувал по целата црква. Според хронографот Теофан, овој празник бил прифатен во Царинград за време на Јустинијан, а во спомен на чудото кое таму се случило. Имено, болестите во Цариград и силниот земјотрес во Антиохија направиле огромна штета. Но премилостивиот Бог му открил на еден праведен човек дека неволите ќе престанат ако овој празник започнат да го слават. И така и се случило. Најмногу проповеди на овој празник потекнуваат од Палестина. Евсехи презвитер ја напишал првата проповед и таа до ден денес се чува. Потоа проповеди напишале многу патриарси како Ерусалимскиот Тимотеј и Софрони, Свети Кирил Александриски, Свети Методи Патарски, Свети Златоу, Свети Кирил Александриски и многу други. Црковните песни пак химни кои ги пееме на овој празник ги пишувал патриархот Герман, монахот Јован, Антони, Андреј, Пир, Свети Андреј Крицки и монахот Козма. Драги браќа и сестри, празникот Сретение Господово не е едноставно празник кој се однесува само на Богочовекот Христос
и објавува само еден настан од Божиот домострој за спасението на човекот, туку е и празник на човекот кој живее во Христа. Меѓу најзначајните личности кои овој празник покрај Христос и Богородица ни ги представува се и старецот Симеон и пророчицата Ана. Самиот настан представува една силна порака, прави една нераскинлива врска помеѓу овие две личности, толку важни за нашето разбирање на празникот. Пред нас го имаме светиот Симеон, наречен праведен и исполнет со свет дух, кој ја очекувал утехата Израилева, кој се удостоил да дојде во храмот за да го пресретне Господа, да го земе во своите раце, а бидејќи исполнет со сила од озгора и да го препознае како богочовек преку дејството на Светиот Дух. И ние не правиме просто само спомен на неговата личност, туку покрај тоа, вдлабочувајќи се во зборовите на евангелистот Лука, кој ги напишал за неговиот карактер, се трудиме да извлечеме и една пред се екзистенцијална порака. Никој не може да го сретне Бога ако нема духовни сили, ако не е воден од Светиот Дух, ако он не му ги открие над небесните таинства. Светиот Дух кој се движи, буди и раздвижува, го подкрепува секој наш чекор во стремежот да се соединиме со Него. Но за да се соединиме со Христа, потребно е да извршиме соедветен екзистенцијален чекор, преобразба на нашиот внатрешен живот, нашето спасение. Зависи од нашиот однос со Христа, од тоа како ние се подготвуваме за средба со Христа. А за средба со Него не е сетилата, туку вистинската морална и духовна преобразба на човековата личност. Не случајно црквата востановила на вечерната богослужба да се пее онаа величествена фраза што ја изрекол старецот Симеон во мигот кога со своите раце го држал богочовекот Христос. Сега го отпушташ својот слуга со мир, владико, според зборовите твои. А оваа фраза сите нас не повикува да стекнеме мир со Бога и ближните, мир во помислите, да го стекнеме мирот кој го израмнува патот до средбата со Богочовекот Христос, мирот кој ја доживува својата полнота во мигот на таа средба, а таа средба се извршува за време на божествената литургија, кога нашата природа се причестува со Христовата богочовечка природа. Богодахновеното пророштво на праведниот старец Симеон, дека меч ќе ја прободе душата на Богородица и дека ќе се откријат мислите на многу срца, во целост се исполнило под крстот на нејзиниот син. Страдањата на Спасителот преку различно расположение на апостолите ги откриваат и сите наши внатрешни расположенија. Петар претходно ревносен сега се одрекува од него, учениците го напуштаат, Јован останува и плаче под крстот, Јуда се предава на сатаната и целиот живот на црквата го повторува ова пророштво. Едни се спасуваат, останувајќи во нејзините прегратки, други ја одрекуваат нејзината спасителна димензија. Нека ова, драги браќа и сестри, ни биде поука да ние бидеме тие кои се спасуваат преку црквата и преку Мајката Божја и преку нашиот Господ и Спасител. А за да се спасиме преку црквата, се разбира секогаш треба и да ја посетуваме црквата и да се молиме сите заедно на нашата Мајка, Богородица и на нашиот Господ Спасител Исус Христос да не помилува и спаси. Оваа прилика сакам да ја искористам да ве поканам и сите вас утре на света божествена литургија, каде што сите заедно ќе се помолиме на нашиот Бог и Спасител и на нашата Мајка Божја за наше телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Шета
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан.
Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Bojana bila mamo tak
Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800
275-9574 во Guardian Angel Cemetery.
осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Da fino vino crveno
čas, čaši prepuni momi ljubavi. Taka minat moj te noki nemirni, čaši prepuni momi ljubavi. Taka minat moj te noki nemirni. Bekrija ljubovđija, blaze majka što me rodila. Do veka gdje sum jas, bekrija ljubovđija, blaze majka što me rodila. Golem bekrija, znaje si od grad, život od te ljubav dur si mlad, pesni veseli momi ljubavi. Taka minat moj te ludi mlade godini, pesni veseli moj te ludi mladi godini. Do veka gdje sum jas, bekrija ljubovđija, blaze majka što me rodila. Do veka gdje sum jas, bekrija ljubovđija, blaze majka što me rodila. Otkako te mlada zaljubiv i po tebe pamet izgubiv, otkako te mlada zaljubiv i po tebe pamet izgubiv. Ne li ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i na moj te zborovi poveruvaj. Ne li ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti, i na moj te zborovi poveruvaj. Otvori duša za mene, vo neja jazda vlezam, od tvoj te zeleni oči ljubav da otkrijam. Nikogaš da ne prestane, ljubav ta večna da ostane. Ti samo ti mi ležiš na srce,
ljubi me nežno, ljubi me. Ti, samo ti mi ležiš na srce. Ti, samo ti, ljubi me nežno, ljubi me.
Kini sada oda, kini sada oda, kini sada oda, ovom bel na gosti, ovom bel na gosti. Oj du durde, oj du durde, oj du durde, oj du do bela ta češma, do bela ta češma.
naši glavovi. Ja samo